9 минути и 8 часот, минутите кои што следуваат во Македонија наутро ги резервиравме за разговор со наш колега, дописникот на Македонската радио и телевизија од Франција, Тони Гламчевски, кој што пристигна во Македонија. Овој кус престој искористивме да го резервираме за 15 минути термин во утринската програма, да анализираме што е ново и актуелно во Франција, кое што исто така не е поштедено од глобалната криза. Тони, добро утро и добре ни дојде. Кристина, и благодарам за поканата, бидејќи навистина задоволство и можеби најпријатниот дел од мојот престој во Скопје се припат овде во утринската програма на Македонската телевизија. Взаемно е чувството што по извесен период повторно се среќаваме овде во студиото 3 на МТВ. Има многу новости кои што пристигнуваат од Франција и за кои што сакам да продискутираме. Спомена во најавата, не е поштедено од глобалните случувања. Последните информации се дека инфлацијата повторно ќе расте. Имаме раст на цените на основните производи. Што значи тоа во пракса? Како е живењето? Во пракса што значи тоа? Тоа значи дека французите досега имаат доста умерена контрола на инфлацијата на прехранбените производи во минатата година, покрај сите помошни што добиваат производителите и индустријалците за производството на храна. Тоа во моментов запира. Но сепак инфлацијата достигна 14,5% за прехранбените производи во текот на една година. Во овој момент завршија во текот на ноќта преговорите меѓу дистрибуторите, односно супермаркетите, и индустријалците. Се договорија за зголемување, ограничено зголемување на цената на прехранбените производи од 10%. Тоа е премногу, бидејќи кога ќе се погледне на другите податоци во Франција, се гледа дека минатата година потрошувачката на прехранбени производи се намали за 9,1%. Значи французите штедат на храната. Тоа значи доволно зборува дека и Франција е погодена од кризата. Исто така треба да се знае дека во Франција околу 2,5 милиони домаќинства живеат со помош од народните кујни, односно како католичка помош, народна помош, кој што дистрибуираат пакети со храна. Јадат ли французите леп? Тешко ни е да се одвикнеме од ова. Французите се добри јадачи на леп, имаат многу квалитетен леп, за разлика од Македонија, францускиот леп е поквалитетен. Можам слободно да покажам тоа, бидејќи со моето искуство во Македонија, од кога се дојдам во Македонија, немам јадено македонски леп како што треба. Во Франција лебот исто така е скап, ако може да се земе. Значи, една багета, класична багета, околу 250 грама е околу €1,20 во буланжериите, во пекарите, што се приватните пекари, додека во супермаркетите е многу поевтина. Но сепак квалитетот на лебот не е ист, иако подготовката е доста блиска. Во моментов исто така и пекарите се борат за да побараат ограничување на цените на енергијата, бидејќи цената на лебот е слободна во Франција. Но никој нема да се дозволи да ја подигне премногу високо, бидејќи не можат после потрошувачите да го купуваат лебот. Има различни цени на лебовите, имате поевтин леб, има специјални лебови кои што се многу скапи, така да има избор за сите. Цената на нафтата, гасот, на електричната енергија се искачи на историски највисоки нивоа. Благата зима до некаде ни помогна во однос на грејењето, но сепак енергетскиот удар е глобален. Франција стравуваше дека ќе има исклучување на струјата. Франција беше најголемиот производител на електрична енергија во Европа и извозник, но стана увозник, бидејќи низиниот нуклеарен парк беше на ремонт, генерален ремонт. Па дури повика и заварувачи од Соединените американски држави да интервенираат за да се стават во погон некои централи кои што беа запрени. Исто така имаше проблеми со големата суша минатото лето, бидејќи за нуклеарните централи е потребно големо количество на вода за разладување на реакторите и тоа не достигаше. Некои централи се најдоа под нивото што мораа да прекинат и добија некои специјални овластувања за испуштената вода да биде потопло дозволената, што на некој начин ја уништува фауната. Истовремено цените беа блокирани на електричната енергија во Франција, за разлика од некои други земји. Но од февруари работите се менуваат, поточно сега од 1 март. Тарифниот штит е подигнат, но сепак им се дозволува на дистрибуторите, продавачите на електрична енергија да ја зголема цената само до 15%, што на некој начин уште ги штити. Што се однесува до потрошувачката на нафта и на гориво, цените надмина и на 2 евра за литар, и за дизел, и за бензин. Во моментов, поради падот на цената на нафтата на светскиот пазар,
Цените се околу 1,80 за 1 литар на дизел. Но во моментов се очекува повторно зголемување и владата, кога се соопштија феноменална заработувачка профит на тотал од 20 милиарди евра, што е просто незамисливо, владата, поточно председателот Макрон, најави дека ќе побара гест од Total, француска компанија. Компанијата најави, подпиша договор дека цената нема да се зголеми повеќе од 2 евра во текот на оваа година, гарантира дека цената ќе остане до 2 евра. А од друга страна, до минатата година, сега до декември, имавме попуст од владата околу 30 центи на литар, кој што ги покриваше владата, и имаше 10 или 20 центи кој што беше исто така од Total. Тоа се дел од мерките на државата за зачувување на социјалната и економска стабилност, бидејќи нели ако не се менаџираат, прават нереди, и сега дел од глобалните политики беа воведувањето на нови мерки со цел да се заштитат граѓаните. Какви се други мерки имате? Покрај тоа, сега во моментот бидејќи овие мерки што беа за бензинот не постојат, има можност за лицата кои што имаат пониски примања и кои што се движат најмалку 20.000 километри годишно со својот автомобил да побараат чек од 100 евра преку управата за јавни приходи кај наш Лизампол. Но велат дека има околу 10 милиони французи кои што може да ја побараат таа помош, но ја побарале само 3 милиони. Владата сега во една кампања да рече побарајте го вашиот чек, но од друга страна стравуваат во моментов, бидејќи за 7 март има големи протести најавени на сите синдикати со штрајк на железницата, кој што штрајкот може да биде обновуван поради реформата на пензискиот систем. Сега владата и председателот Макрон најмногу стравуваат дека е можно овој протест против пензиите да се претвори во социјален протест како што беа со жолтите елеци, кои се сеќавате. Жолтите елеци се побунија, тоа се во споредба со Скопје, луѓе што живеат во периферијата на Скопје, кои што мора да го користат автомобилот. Цената на бензинот тогаш беше €1,40 и за €1,40 излегува на улици. Но коригираме кога грешам, французите не размислуваат два пати дали да излезат на улица да ги бараат своите права по различни основи. Мислам дека французите многу добро сватија како народ, и тоа историјата го покажува, дека ако не излезат на улица со немирни протести, не може да добијат ништо. Така жолтите елеци добија мерки, ги викаја црвените капи од Британија за отстранување на платните станици за транспортот на националните патишта, не на автопатите, на патиштата резервирани за моторни возила. Секој пат кога има протести со блокирање, тогаш добиваат. Ако не, ништо не се случува. На луѓето во целиот свет века им е доволно и од војниот конфликт и од последиците кои што истиот ги носи, па во бројни градови излегуваат и на улиците да кажат дека да го кажат своето мислење дека војната треба да се опре. Тоа се случи во Франција на денот на одбележувањето на годишнината од војниот конфликт. Да, французите се покажаа солидарни. Многу французи примија и украинци за време на првиот бран на бегалци. Во моментов сепак Франција касни во споредба со другите европски земји со приемот на бегалците. Има само околу 120.000 украинци кои што живеат во Франција. Се појавуваат и првите проблеми, бидејќи се претежно високо образовани луѓе кои што не може да останат така да живеат без ништо да работат, а додека некои што го знаат францускиот јазик ќе се вклучија во активниот живот, додека другите ги уживаат сите бенефиси. Од другата страна, на французите им е достојно, како што војната одминува, така одминува и интересот, можеби, за некој наставник, како со банализирање на тоа. И можеби заради тоа таа мобилизација се случи на денот на обележувањето на војната, за да се прикаже дека сепак нешто може да се направи да се спречи војната, а Франција води една чудна политика официјална и кон Русија и кон Украина. Често пати се забележува дека одстава секој пат отворена врата за Русија, да не се понижи Русија и така натаму, но сите знаат дека без преговори нема крај на војната. Можеби во тоа е само право Макрон. Една од директните последици на војниот конфликт е економската енергетска криза, хибридната војна. Мака мачиме и ние на оваа тема изминатиот период, особено со дојавите за бомби кои што ги вознемируваат и наставниците, и нас родителите, и децата. Има ли во Франција? И во Франција има дојави на бомби, но не се толку многу медиатизирани како кај нас. Се случува. Како се справувате тоа? Исто како и кај нас. Се празнат учениците се праќаат дома и додека не дојде специјална екипа да провери. Но Франција има
тешко искуство со терористички напади во изминативе години, можеби заради тоа е стравот. Казните за лажна дојава на бомба или за вознемирување на службата за помош може да доведе некој да одлежи казна затвор само за лажно пријавување на такви напади. Франција може би има подобра информатичка заштита од колку ние што имаме тука, но сепак тоа лажно дојавување, оно испаѓа козата на господинот Сегенто, француска приказна, викајна се после кога вика за волкот не доаѓа и на крајот нема да веруваме кога нешто навистина може да се случи. Изминатава денонуќа многу се дискутира за тоа како треба да се постапува или кои се опциите за да се заштитиме. Една од темите е дека треба да се игнорира дојавите, но и министерот за внатрешни работи кажа дека протоколот е протокол и не може да се што ако се случи после ако не реагираме на тоа? Кој ќе сноси одговорноста? Сакам малку да продискутираме и за известувањето. Ако едниот фронт на кој што се води битката е воениот, другиот е секако известувањето. Борбата со дезинформациите почна некаде многу посериозно почетокот на здравствената криза, но се влече. Ние во Македонија бевме центарот покажан со прст од американците од Хилари Клинтон, дека ние бевме центар за дезинформација за предизборната кампања кога изгуби наспроти Доналд Трамп. Мислам, тоа веќе доволно зборува дека ние имаме искуство со тие дезинформации. Од кај нас потекоа тие информации, всушност од две страници. Мислам, тоа сите го кажува. Тоа доведе, после тоа и во Франција исто имаше дезинформации, обиди за дезинформации. Секој пат тоа постоело. Не е тоа нешто ново. Покојниот Живко Неделковски, наш колега од Македонското радио, директор на Македонското радио, уште на времето имаше објавено книга во која што зборува за гласините, кога немаше социјални мрежи, како се шират дезинформации. И затоа можеби е многу важно медиумската писменост, како да се читаат и како да се информираме. Видите, ако се информираме само од Facebook или од што го споменав или пак од Instagram, нормално дека ќе видиме наведени од оние алгоритми кои што не водат код иста информација секој пат. Колку нашите колеги новинари во Франција го почитуваат етичкиот кодекс при известувањето? Се обидуваат. Во моментов еден од водечките француски новинари е суспендиран од антена, значи нема право да види во студиото и избркан од работа, бидејќи пушти на антена 2-3 пати, мислам, во етер, репортажи кои што беа во наводници платени од компании, односно од кабинети, како што сега се имаше истрага спроведена во Израел, кои што работат на дезинформации. Тоа се платени новинари, специјалисти кои што работат на дезинформации и после нивните, усвари, на всушност текстови подготвени ги пласираат како трибини во големите медиуми или пак интервенции во медиумите со готови репортажи и сето тоа се поминува како нормална информација плюс на големи медиуми како телевизија. Тоа е, мислам, добар знак. Инаку сите француски редакции во моментов имаат неколку новинари кои што се задолжени да ги проверуваат вестите и некој пат изјавите и на политичарите. Да видат дали го кажале тоа е точно или не е точно. Да, проверка на факти, да. Оно што сакав да те прашам се однесува на мигрантите. Оно што и го имаме како информација дека Франција добро се справува со оваа ситуација за разлика од другите земји, многу помал број на мигранти прифати. Франција прифати многу мал број на мигранти. Добра. И всушност во Франција многу се зборува за имиграцијата. Имигрантите и имиграцијата. Видите, да се прави разлика меѓу имигранти и бегалци, всушност. Тие што бегаат од војни конфликти, од климатски промени и така натаму. Во моментов ќе се расправа за еден нов закон за имиграцијата кој што ќе биде доста репресивен. Значи, барањето на поучени од минатото. Поучени од минатото. Всушност 200 години се води дебатата во Франција за миграцијата и се уште не е решена и секој пат се користи претежно од крајната десница и од десницата за освојување на гласови. Инаку Франција секој пат добро ги асимилирала своите мигранти и имигранти или бегалци, бидејќи се вклучуваат во општеството, децата се од најмлада возраст. И Франција во моментов е на еден начин транзитна земја како Македонија. Најголемиот број од мигранти што доаѓаат од Пакистан, од Афганистан и од другите земји сакаат додат во Англија. Заради тоа Франција се наоѓаат во Франција на Кале, тука е границата со Велика Британија, односно сега со Обединетото кралство како што се вели. Англија, односно Лондон плаќа за контрола на границата од страна на французите и заради тоа има обиди за преминување на Ла-Манша со обични чамци, како несреќата што се случи сега на италијанскиот брег кој што беше најавен од Фронтекс.
Секој следно прашање ми е на поинаква тема, но сакам да за овие 15 на минути да те прашам за се што е ново и актуелна. Една од темите за кои што многу се дискутираше е влезот на социјалните мрежи на младите помали од 15 години. Како идеја се пренесе во многу држави, дури нашиот премиер Ковачевски кажа дека може да се разгледува оваа идеја. Како реагираат во Франција, например, знаете, TikTok ќе биде забранет во сите официјално. Франција се уште не кажува дали ќе биде забранет или не, малку е повоздржана за некои работи, но сепак во Франција се предлага закон со кој што ќе има дигитална полнолетност на 15 години заедно со сексуалната полнолетност, кога секое дете на 15 години или тинејџер или што бидат адолесцент може да располага со своето тело. Значи, може да располага слободно со своето тело, може да располага слободно и со својот ум. Значи, на 15 години медиумска, дигитална полнолетност и може да оди на сите социјални мрежи, самиот без дозвола на родителите, а пред 15 години ќе треба да има дозвола од своите родители со подпишување дека се согласуваат, бидејќи сега сите деца кои го направиле поголемиот се вклучиле на социјалните мрежи предходно. Има ли реакција? Децата не се задоволни, родителите се задоволни, а во меѓувреме многу се работи во Франција, стана еден како од основите на француското воспитување и образование, се вика ЕМИ, така скратенка, Education aux médias et information, воспитување или образование за медиуми и за информации, кој што е од основното училиште па се до средното училиште. Би требало, значи, да се создаде еден критички дух на размислување за медиумите и да не веруваме во се што кажуваме ние на телевизија или на радио или претежно на социјалните мрежи. Да, два пати проверата. Економската криза предизвика борба за преживување, но се чини дека граѓаните не се откажуваат од патувањата. Франција е една од најпосетените светски туристички дестинации, трета на списокот по Соединетите американски држави и Шпанија. Оно што ме интересира, дали актуелна ситуација го намали бројот на туристи во? Не, напротив, туристите почнуваат да се враќаат и не случајно речено дека да се чувствуваш среќен како бог во Франција. Всушност, туристите, посебно од Соединетите американски држави, Париз им е најумилена дестинација, но најбројни туристи се сепак германците и англичаните во Франција. Се очекува враќањето на кинеските туристи, кои што се беа исто така многу бројни, но споради ковид мерките воопшто не може да дојдат во Париз, така да Франција и Париз, тоа малку што ги поремете туристичката сезона беше годинава без снег. И тука многу зимски центри во Франција беа затворени, на се што е над 1500 метри беше може да функционира. Се под 1500 немае снег. И тука не големиот проблем. Неретко доаѓаш во Македонија, бидејќи сепак имаш семејство кое што те врзува тука, но што е она што од Франција прва ти недостасува кога ќе дојдеш на македонско тло и обратно? Што е она што ти недостасува од Македонија кога си во Франција? Многу тешко да се одговори на ова прашање. Кога сум тука, кога сум самиот, другиот дел од семејството е во Франција, ми недостасува семејството. Кога сум во Франција, ми недостасуваат пријателите, комшиите, другарите од тука, дружењето. Тоа најмногу ми недостасува кога сум во Франција, а после толку години поминати во Франција и во Македонија, се чувствувам и странец и тука, странец там. Мислам, тоа е малку необично како чувство. Иако се чувствувам и македонец и французи, не кријам дека имам француско државјанство, бидејќи супругата ми е француска 30 години, но никој пат не сум го изгубил македонското во мене и никој не и покри мојата новинарска професија сум и судски преведувач и преведувач за административни документи, за конференции, симултани преводи од француски на македонски. Бидејќи македонскиот јазик беше признат во Франција многу порано како што мислиме. Пуси годинава беше претходната годината на Блаже Коневски, сега ќе види на Ацо Шопов, ќе има посебна манифестација во Париз, значи нема за што да се срамиме, навистина, што да понудиме во свет. Апсолутно, да. Известуваш за најразлични теми години, но секој од нас, новинарите, кога ги прашате која тема најмногу му лежи, ќе си одбере една, иако секојдневието ни налага да зборуваме за се што е актуелно. Која е темата која што најмногу ти лежи на срце? Културата и спортот. За жал, за спортот не ме барат многу често. Да. Тој мислам, иако кога почнува во Радио Битол и во Битолски вестник, меѓу првите теми кои што ги покрива беше спортот. Така да посебно го сакам спортот, бидејќи е еден интересен начин на надпреварување, на прикажување. Тука нема лажирање. И
за се ова што информираме, особено изминатите 3 години, 99% е непријатно и стресно. Но што ме интересира, како на крајот на денот ги полниш батериите? Со семејството најчесто и некој пат разговарајќи со мојата сопруга, бидејќи и покрај новинарската работа и исто и во преведувачката имам многу непријатни работи што ги слушам и навистина на крајот на денот ќе си речеме во кој свет живееме. Но сепак има надеж кога ќе видим некои работи кога се случуваат добро. Тони, благодарам за гостувањето на домашен терен си ни во Македонија наутро. Јас искрено се надевам дека многу почесто ќе се гледаме во периодот кој што следува и дека веќе во следното гостување многу повеќе ќе зборуваме на тема култура. Со задоволство, бидејќи во Македонија организирам фестивал, со Голиненски денови, етнографски филмски фестивал, кој што ќе биде непосредно пред фолклорниот фестивал, веќе второ издание ќе биде, а исто така и со мојот фестивал од Нанси, бидејќи ќе ви донесов мал подарок од Нанси, да се одлажите. Да, Бергамот од Нанси, за редакцијата. Организираме фестивал Мала школа на краткиот филм, воспитување преку краток филм, медиумска писменост преку краток филм. Тоа ќе биде таа доза култура на која што ќе посветиме внимание. Благодарам Тони за гостувањето. Ви благодарам исто и вас.